Почитувани, Судски совет да ја разреши судиката што го ослободила возачот убиец, а јавното обвинителство да отвори истрага за истата. Возачот убиец кој ја усмрти младата Фросина Кулакова дента наместо во возило требало да биде во затвор. Ако судиката Даниела Алексовска-Стојановска наместо во поправен дом го испратила во затвор, како што според закон и требало да постапи. Возачот убиец бил фатен за трговија со наркотици и по ниту еден основ не можел да заврши во поправен дом. Судскиот совет да не чека да помине време, туку веднаш да ја разреши судиката Даниела Алексовска-Стојановска, а јавното обвинителство да отвори постапка за истата, како и зошто досудила таква одлука. Јавното обвинителство и судството немаат повеќе слободно време. Народот очекува да се фатат за работа и очекува спроведување на законот. Одговорност мора да има. Прашање? Да, претење се чини малку како да тапкаат поместо оние најави за реформи во Судскиот совет. Последно беше најавено дека ќе се отповикаат оние 5 членови на Судскиот совет кои беа назначени од страна на собранието. Дали во меѓувреме најдовте механизам како да се случи тоа, ќе инициирали ВМРО законски измени во Законот за Судски совет со кој би се овозможило? Така е, после негативниот извештај на Судскиот совет во собрание се поведе една таква дебата, меѓутоа јавноста знае дека предвидовме распуштање на Судскиот совет и реформи во врска со неговата работа, формата и начинот на кој што ќе биде спроведено тоа останува дополнително да го утврдиме, затоа што Судски совет конечно требаше да започне да работи, а не секогаш кога ќе се крене јавноста да се сета дека треба нешто да сработат. Знаете дека апсурдно е за полнолетно лице кое што било фатено со трговија со наркотици да заврши во поправен дом, внимавајте за малолетници. Срамота е тоа што Судскиот совет, кој што треба да биде чувар на правораздавањето, чувар на непристрасноста на судството, да реагира само под вакви огромни притисоци за јавноста. Видовме како повеќе се борат за своите фотели, отколку за заштита на достоинството на судството.